Дури 50% од граѓаните на источниот регион имаат големи проблеми со забите. Состојбата со забите кај нашата популација моментално е многу лоша. 13% од луѓето над 60 години немаат ниту еден зап, 20% немаат ниту еден зап на горната, а 17% на долната вилица. Колку е тешко да се живее без заби? Без заби е тешко. Едноставно не може да се храниш. Еве, храна што е сега, сакаш кикиритка да апнеш, сакаш коштанче или нешто. Тоа е за мене више забравено. Тешко, многу тешко е. Без заби се кој и гласови не ме избудено више. Тешко, тоа што може да зборам, не може да ме разбере дома. Овој проблем автоматски креира нови. Пациентот не може да ја джвака доволно храната, туку него голта поголеми залаци на храна и секако дека доаѓа до пореметување, односно до заболување на внатрешните органи. Секако, решението во вакви случаи се протези, но најголем број од луѓето за нив немаат пари. Најобична протеза чини околу 1500 денари, а оние подобрите и до 15.000 денари. Ако луѓето ги набават, тогаш веројатно долго ќе немаат што да јадат, па нормално е што се одлучуваат на живот со проблеми. Меѓутоа, дали морало да се дојде до фијаско на забите? Превентивата е од огромно значење. Контролите зборуваме за комплетно здраво забало, кога го имаат, односно кога е присутно кај пациентите, тогаш може да доаѓат на 4 до 6 месеци, додека не се исправат сите неправилности, расипани заби и други работи кои што се присутни во устата на пациентот, значи додека не се отстранат сите тие пречки проблеми, до тогаш треба да доаѓат. За жал, кај најмалку половина од населението ова отсуствува, па на стоматолог најчесто се оди во ургентни случаи, тогаш кога е веќе доцна за се.